Децата со оштетен вид во Штип добија посебна училница за учење, инвестиција на USAID и Lions клубот. All of these centers Конвертирани се на Браево писмо на 30 учебници за основно образование. Целта е до крајот на проектот сите учебници од сите наставни јазици на македонски, албански и турски јазик да се конвертираат на Браево писмо, значи почнувајќи од прво оделение па се до 9 оделение. Macedonia is also available in Braille. Видот кај дечињата се развива од 3-та до 6-та година и секоја навремена интервенција во санирање на констатираните неправилности е шанса повеќе за нормален живот. Премногу е важно затоа што видот ви треба за цел живот. Морате да функционирате со него. А ако дечињата останат со слаб вид, многу тешко ќе се инклудираат во социјализацијата на општеството. Заради тоа ова е многу благородна општествена дејност. Мислам дека овде место ќе најдат голем број на деца и мислам дека вежбите кои ќе ги имаат овде во овој центар ќе дадат резултати да се подобри видот. Училницата ќе ја користат 10 дечиња од Штип, кај кои се диагностицирани сериозни оштетувања на видот, а кои се дел од нормалниот наставен процес. И инклузијата е една реалност, една потреба која што дава можност овие ученици да бидат заедно со своите соученици, исто така дава можност да тие на најоптималниот начин се ги развијаат своите вештини и способности. Ресурсниот центар за деца со оштетен вид се отвори денес, а неговата работа Lions клубот ќе ја финансира и во иднина. Ветив дека овој проект од 3 години ќе се продолжи, веќе можем да кажем слободно дека обезбедивме средства и ќе се продолжи и во наредните 3 години. Во Штип има регистрирано околу 200 лица со оштетување на видот, од кои околу 30% се деца. Лани пристап до Браево писмо имале одва 1% од лицата со оштетен вид. Ваквата состојба би требало да се смени со отворањето на вакви центри, кои ќе ги има вкупно 5 во државата. Првиот се отвори во Штип, а останатите ќе бидат во Велес, Битола, Тетово и Скопје.